Разорниот земјотрес во Турција не можеше да се предвиди, вели сеизмологот доктор Михаил Гаревски. Тој додава дека во Турција сега може да се очекуваат и така наречени афтершокови, односно помали последователни земјотреси. Се знае дека во Турција се случуваат многу силни земјотреси и ово е втор по јачина што воопшто се случил во историјата на Турција. Претходно беше со магнитуда 7,9 во Езерџан. Ова е вториот по јачина, но како што се е општо познато, земјотресите никогаш не може да се предвидат во кој временски период ќе се случат. Тој вели дека земјотресот во Турција нема да има влијание на Балканот, додека пак за Скопскиот регион не очекува во наредната деценија сериозни тектонски поместувања. Значи, ако мислите дали на Балканот како резултат на појава на овој земјотрес што се случи во Турција дека ќе се активира овој регион, со сигурност можам да кажам дека нема да се активира и да се случат евентуално некои мали потреси во некоја блиска иднина, тоа нема да бидат сигурно поврзани со земјотресот што се случи ноќеска. Професорот додава дека иако многумина се обидуваат да ги предвидат земјотресите, тоа засега е невозможно. Бројните теории на социјалните мрежи кои велат дека се очекувало да има земјотрес, професорот вели дека се неверодостојни, бидејќи тие секој пат се појавуваат откако катастрофите ќе се случат.